Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите, со мене Горан Теменугов. Тема денеска ќе биде она што го тресе светот, а тоа се тарифите, царините, давачките што ги воведе администрацијата на Соединетите Американски држави, односно администрацијата и лично председателот на САД Доналд Трамп. Сабајлево, денеска е среда, денеска се снимаме, пред емитување еден ден снимаме. Се пробудивме со веста дека Кина има 104% царина од страна на Соединетите Американски држави. Според некои информации, ова е највисоката царина во помодерната историја на светот, односно во 20 во 19 век не памти дека имало нешто над 100% царина, ова е 104% за поголем дел од производите, например, додека некои остана со пониска царина, како што се автомобили, челик, алуминиум, но ќе видиме како ќе реагира на себе ова Кина, дали ќе возврати. Тоа ќе биде овие наредни денови. Видовме и берзите дека падна, светската економија полека се редефинира и моето прашање прво прашање што ќе го поставам на денешниот гостина, тоа е господинот Никола Поповски. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Вие сте поранешен министер за финанси, економист, значи затоа и ве повикав. Првото прашање она што го начнав е дали светот во моментов полуде и влегуваме во едно непресметливо сценарио или ова е у суштина одраз на едни изместени економски текови во минатото, каде што се максимизираше профитот и се одвои у суштина профитот од производството, односно од работникот. Сега може ова социјалистички, некако комунистички ќе звучи, но бевме сведоци дека имавме страутно максимизирање на профитот на штета на делот здравата логика дека не може нешто што чини ефтино, релативно ефтино да се продава 10 пати или 20 пати поскапо. Дали се враќаме во некоја нормала или влегуваме во лудило? Тоа ми е прашањето прво. Во нормала сигурно не се враќаме и не е нормална ситуација. Дали е лудило, може би е зборот претешок за да го употребам, но во секој случај на абстрактна, да речеме ненормална ситуација, која е предизвикана од активностите на американската администрација или на американската држава. Имаше пред 2 дена едно интервју на Трамп на враќање од неговиот тимот во Вашингтон, го даде во авион стоечки, едно 15 минутно, не интервју, току пресконференција, која го прашуваа за ова што тој всушност прави. Тој 2 пати повтори дека јас ги добив изборите, кажувајќи дека ќе го направам ова. Значи, не може да кажеме дека е лудило што сега ги зафати. Американците практично го избраа ова во изборната кампања. Дали беа свесни што избираат и суровоста на жестокоста на тоа што они го гласаат, тоа е прашање за гневните гласачи. Трамп воопште не се однесува различно тоа што тој го вети. Тој тоа го вети. Веројатно не очекуваше дека другите држави ќе возвратат, еве да кажеме, суверено. Очекуваше дека сите ќе молат и ќе се сега во сегашна ситуација тој изјави дека 70 председатели на влади или на држави бараат средба итно со него за царините, што значи во некаква ситуација молат, но молат со воведени против мерки. Не молат веројатно најголемите, така, не молат најголемите. Добро, но не најави, например, Европска унија не најави остри мерки, најавува дека ќе возврати, но не со тешката артилерија што и е на располагање. Но ќе ги возврати. И ги возвратува. Тие понудија последниве денови 0 царинска стапка за сите индустријски производи, значи не и за земјоделските. Трамп Америка тоа го одби, што значи дека Европа нема веќе простор за преговори и ќе ја зафати ова. Ова ситуација е ненормална, но не гледам дека ќе можеме светот да се извлече од ова и веројатно влегува во една нова фаза, во која ќе се редефинираат бар на краток рок. Сега кога зборуваме краток рок е неколку години, 2-3. Ќе се дефинираат работите во насока дали Америка ќе се повлече од ова и тие имаат избори на секои 3 години, 4 години. Дали ќе се воведат нови односи во економската економија? Америка сега е, знаете, во кои услови? Имаше еден филм, да речем, од наше време порано, вестерн, се викаше "Уби ги сите и врати се сам". Се сеќаваме на него, нели? Ова е борба на сите против Америка, односно на Америка против сите. Не знам дали Америка може да го издржи тоа. Америка е сепак во номинални долари 25% од светската економија, она има 30 и нешто илјади милиарди од 130 на илјади милиарди БДП во светот.
Но во услови на куповна моќ на американскиот долар, нивното учество во светскиот БДП паѓа на 16%. Значи, не се толку моќни да објават војна на цел свет, вклучувајќи ги и нивните најблиски соработници. Да ги наведеме најблиските: Европска унија, Јапонија, Кореја и така натаму. Но доаѓаме до централното прашање овде, што се поставува, сепак ова се игра на огромни бројки. Ние можеби и во Македонија не сме свесни за што станува збор. Јас ги погледнав бруто домашниот производ, например, на Америка, вие кажавте околу 30.000 милиарди, тоа се 30 трилиони долари, значи 30.000 милиарди. Ние за споредно македонскиот е 16. 16, тука 15-16 милиарди, ова е 30.000 милиарди, додека кинескиот е некаде околу 19 трилиона, односно 19.000 милиарди, но интересно е што јас ги извадив производство колку имаат. Например, Кина за 2 трилиона, за 2.000 милиарди има поголемо производство, но е помалку изложена на увоз и извоз, односно помалку зависна. Дали у суштина доаѓаме до моментот дека Соединетите Американски држави тргнаа отворено против Кина? Па не само против Кина, тие отворено против сите. Тие Јапонија, Кореја, Тајван се поголеми сојузници на Америка од Европа, зашто се поподчинети во политичка, воена и друга смисла, и они кон нив настапија исто. Има едно затварање на Америка самата во себе. Само да кажеме уште нешто во врска со бруто домашниот производ на Америка, па и на Кина. Прво, големите држави, големите по население и по територија и по економија, најголем дел од БДП го разменуваат внатре. И тој се реализира на внатрешниот пазар. Малите држави тоа не може да го направат. Во Македонија вие било што да произведувате, микрофон да произведувате, мора да го извезувате. Нема пазар за нас. Например, Македонија, познате податокот дека надворешната трговија е 130-40% од домашниот БДП. Во Америка е 20 и нешто проценти. Кина има огромна апсорбциона моќ на внатрешниот пазар, особено за широка потрошувачка која се уште има простор да расте. Американскиот бруто домашен производ од друга страна се формира, го видов сега податокот последен за 23 година, 80,6% во услужниот сектор. Што значи само 19% во производството на материјални добра. А ова што Трамп сега го прави и за што разговараме е само увозот на стоки и извоз. Значи не се работи за услуги. Услугите се големиот дел, но услугите немаат, тие се non-tradable, не се разменливи. Тие се образование, здравство, локални услуги, државните услуги, класични државна администрација. Тие не се разменуваат, тие ги разменувате на сопствениот пазар, со сопственото население, ви не можете да го извезете тоа. Така што Америка ќе биде погодена во овој сектор кој Трамп сака да го зајакне. И он не го крие тоа, он сака индустрискиот сектор да го зајакне со ова. Но дали во Кина е друга ситуацијата, нивното материјално производство е 30% од економијата и повеќе. 38 е колку што знам, односно некаде околу 7 трилиона како што спомнав, а додека американското различни се структурите. Европската унија е 80. Так. 80, значи блиску до американската, зашто развиените имаат услуги, а големите имаат внатрешен пазар. Америка е и развиена и голема, што значи тие 30.000 милиарди БДП ги создава 24.000 во услужниот сектор, од кој не разменува повеќе од 2-3.000 милиарди. Другите 20 и нешто се домашниот пазар. Тој удар само на индустрискиот сектор ќе биде и на земјоделието. Но дали тој ќе се прелее во другите? Например, потрошувачката на населението, за разлика од структурата на производната структура, кај потрошувачката на населението зборувам. Оно е упатено на потрошувачка на материјални стоки. Голем дел. Храната во Македонија, например, е 40% од нашата кошничка. Во Америка е помалку. Може да се прелеваат сега интерсекторски внатре. Второ или трето, ударот врз индустриските, кои се сектори кои се врзани со банкарството, заради кредитирање од страна на населението, на фирмите преку банкарскиот сектор. За штедите стануваат кредити нивни. Ако тие не го издржат овој удар со царините на внатрешните пазари или на дворешните пазари, нивните така наречени нефункционални кредити, ако се прелеат во банкарскиот сектор, не треба се прелеат 2-30%, доволно е 3-4 или 2%. Во Македонија сега 2, нешто % нефункционални кредити.
на запад се малку повеќе, пошто они немаат толку конзервативен пристав во они имаат кредитирањето. инвестиции, 3, 4, 5%. Но замислете за 3-4% да порасне. Банките тоа нема да може да го издржат. Така. И тука веќе Мислам дека стапката кога стануваат нефункционални, односно криза кога настанува како што беше во 2008 година, беше кога се прелеа 8% од нефункционални кредити во стамбениот сектор, така почна кризата во 2008, 8% кога дојде нефункционални кредити, колабираше целиот стамбен пазар. Тоа е некоја граница што имаат затоа во Америка. Да, Мислам, во банките на западните дадените кредити зимаат камати. Ако еден кредит не се враќа, тоа е 20 пати поголем од каматата што е од другите кредити, што значи дека Да, но зборевме за бројките, многу се големи бројки. Јас се запрепастив колку станува збор. Јас се извадив Америка, мислевме дека е производството е помало и сето тоа, но кога ќе се извадат бројките, се гледа дека само индустријското производство, односно производствениот дел на материјални добра, кој што е 19, нешто проценти од бруто домашниот производ во апсолутни бројки е 5,4 трилиони, што во суштина ја става на трето место само производството, ако изфрлиме услугите останати од дел од бруто домашниот производ, е поголема економија нивниот производствено од вкупната на Јапонија, на Германија и сите надоле и сето тоа. Трета економија. се разбира. Може ли да надополни Соединетите Американски држави се она што го како стоки што ги увезува, значи како добра, што ги увезува да ги надополни со своето производство, бидејќи сепак произведуваат, не е тоа непроизводствена држава. Значи, не се работи за тоа дали можат. Нешто можат, нешто не можат. Тоа што немаат производство за да го влезат во производството, ќе им треба години. Немаат знаење, капитал, физички капитал, немаат ноу-хау, традиција и така натаму. Проблемот е што тие нивото на продуктивноста на материјалното производство во Америка е одамна паднато. Затоа што сега продуктивноста во производството на материјалниот сектор е заминато во земјите со среден доход, како што е Кина, да речеме. Тие се попродуктивни во производство на текстил, во производство на машини, во производство дури и на посовршени. Но тоа е материјално производство. Кога продуктивноста на Америка почна, да не зборуваме за производство на метали, челик и така натаму. Да дадам еден пример за да го илустрираме што они сакаат да постигнат. Например, еден тон челик, пример, е $100. Цената е со 100 за да е полесно за сметање. Ако на американскиот пазар пазарната цена која никој не ја утврдува, таа е пазарна цена, постои надвор од нашите желби, е 100. Сите што произведуваат во Америка железо и челик, железо, под 100 цена на чинење, тие на пазарот учествуваат зашто имаат, ако е 95, 5% профит. Но обично да ја произведуваат испод 95, пошто за 5% државни обврзници ќе купат, не треба да произведуваат за истиот принос, безризични. Тие што произведуваат со 110, тие се исфрлени од пазарот зашто нивната продуктивност е поголема од пазарната цена. Сега кога челикот од Бразил, од Кина, од Јапонија и од Европа ќе се оптовари со 25%, тој на пазарот ќе стане 125. Сега сите непродуктивни фабрики во Америка што имале 110 можат да влезат на пазарот со 125 затоа што имаат профитна стапка. Но тоа ќе повлече зголемување на цената на железото на домашниот пазар. Тоа се вградува во сите други, сите сектори имаат исто. На некого, секој производ на некого му е производ, а на некого му е инпут во производството, тој истиот производ. Сега ќе поскапи градежништвото, пошто 125 ќе биде железото. На прва топка, првите неколку месеци, па 6, зависи колку е временскиот период на приспособување. Фабриките ќе активираат дополнително производство се до новата цена која е повисока заради царините и ќе им биде исплативо. Кога тоа ќе почне да се пренесува во економијата како повисоки цени, ќе ги зголеми сите други цени во економијата и ќе се врати пак назад. Второ, таа непродуктивност не се решава со царински стапки, ако беше така, социјализмот немаше да пропадне во целиот свет. Ќе ја штитите така наречена infant industry, младата индустрија, бесконечно. Значи, таа треба да се способи и да излезе на светскиот пазар. Вие со непродуктивни, да речеме, производства, не можете со царина да ги запрете. Затоа што вие ќе се претворите во непродуктивна и скапа економија. Вие во Америка можеме сега да го производството на чевли, да го оданочи со 100%, но тоа значи дека просечен американец со 50 ќе треба со $80 да купува чевли. Ќе му падне стандардот. Ќе треба неговите плати да се зголемат.
ќе се прелее тоа. Така. А нема ли логиката Иначе да биде... само ова да ви кажам, ова со Кина. Значи во економијата има класификација на царини, различни се, увозни, извозни, транзитни и така натаму, заштитни, фискални, овие се викаат прохибивни, прохитабивни царини, 100%. Значи, царина за забрана на увоз е тоа. Тоа не е царина за увоз. 100% е де факто Так. прохибиција на Така, увозот. така. И ние така ги нарекуваме. Прохибитивни царини. Значи, царина која е толку висока што де факто е прохибиција на увозот. Забрана на увозот. Во суштина, во Кина не моментов- може да извезува со 100%. Во суштина стави рампа за извозот од Кина во Америка. Да. Значи, тоа е ова 104% Да. што ги гледам, тоа 4 не знам зашто не се 100, туку се 104. На пазарот функционира продуктивноста под или над пазарната цена 5, 10, 20, 30% и на тој начин имате 5, 10, 20, 30 добивка или загуба. Но ако имате 100% сега удар, вие не можете да го издржите на пазарот тоа. Никој нема да ги купува вашите производи. Ке изгубат работни места и американците. Увозници, транспортери, шпедитери и така натаму, Не може ли тоа трговци. Америка од внатрешна силина што ја има да се прилагоди на пример по 6 месеци, година дена, да влезат повеќе играчи во одредените сектори што сега нема да влегуваат од Кина, туку да произведе доволно Сопствен капитал, челик, сопствени челик или производи. други Ќе потреби, го направи, да ги замени, но ќе биде поскапо од светските цени. али И со таа тек на цена време ќе плати може ли да американската падне? економија. А дали може со тек на време, бидејќи ќе имаш сепак и внатрешна конкуренција, па ќе се надпреваруваат кој поевтино, па нови технологии, па ново знаење. Меѓу себе ќе се надпреваруваат, но исклучени од светскиот пазар, ако еден тон железо биде 100 во Америка, на светскиот пазар 80, каква е таа трка? Тоа е race to the bottom. Да, ма може Трка би кон дното. да, дали може би и они да стигнат до 80 на пример еве за Па година и сега дена. може да стигнат, никој не ги брани и без царините, но не може да стигнат. Они ја изгубија. Видете, Америка е услужна економија. Америка одамна, во средината на 20 век, значи некаде 50-тите, 60-тите години беше супериорна во производството на материјални добра. Таа се преориентира. Америка сега е силна во услужниот сектор, во високотехнолошкиот сектор и она таму треба да ја бара својата идни на светскиот пазар. Зашто е подобро од другите. Да, но да, А иначе да се тоа што се вика стратегија на извозна експанзија. Кај што си компаративно подобар, извезувај, кај што си компаративно полош, увезувај, но извозот ти го држи увозот, така. Но Америка наместо да оди сега во таму кај што е неприкосновена. Значи да ви да кажам неколку податоци каде е неприкосновена. Прво, чипови се произведуваат со децении. Знаете дека чипови никој во светот не може да произведе. Европа не произведува чипови. така. Ниту Јапонија, истражува, Јужна Кореја и Никој не. Тајван. Само Јужна Кореја стигна сега до ниво да произведува собствен чип некој. Што значи дека без производство на чипови, Америка е тука супериорна, има неколку производители, значи нема многу. Второ, истражувањата за вештачка интелигенција. Во првите 11 фирми за вештачка интелигенција во светот, 9 се американски. Само 2 се други. Deep Blue и таа Baidu, како се вика, кинески. Значи, сега врши истражување во вештачка интелигенција со производство на нови материјали, ова што е Microsoft. Значи, 20 години работи стигна на квантни чипови. Не сме ни приближени до чипови останатите од светот, тие во квантни чипови, од што сега гледав една илустрација од Microsoft, каде што тој нивниот што ги развива тие еден од многуте, тие се фундаментални теоретичари, не се апликативни. Тој вика дека овие чипови ќе имаат моќ колку чипови од старата ера со големина на земјината топка. Значи тоа е више незамисливо каде. И наместо во таа насока да го економски покоруваат светот, тие се враќаат во производство каде што ја губат. Во Кина работниците се поевтини, технологиите се селат таму. Ајде отидеме зад Европа се во... исто. Европа во дигиталните технологии е 5 чекори назад. Так. И сега вие ќе и воведувате царини на виното, на челикот, а она е зависно од вас технолошки комплетно. Па која е тогаш логиката? Има ли логика во ова што Трамп го прави? Па ја мислам нема. Никаква логика нема. И не гледам Знаете што? Јас, како и многу граѓани во Македонија, ги следам американските медиуми. Телевизиски и онлайн медиуми.
кои се специализирани за тоа, така имаат они Така. Yahoo Finance, Yahoo Economy, има CNBC само за берзи и така натаму. Единствените што се јавуваат да го бранат тоа што се случува сега во Америка, за жал, се високите функционери на администрацијата на Трамп. И јас. Значи, нема, прво нема економски теоретичари. Така. Никој не ги брани. Сите ги напаѓаат. Мислам, не ги напаѓаат, туку сите се спротиставени на тоа. Нема луѓе од бизнисот што тоа го бранат. Само неговите 15 луѓе се тие. А на друга страна 1000 луѓе пишуваат колумни, објавуваат чланци, пишуваат трудови, сите се против. Просто е чудно. Но Трамп за себе има 76 милиони гласачи. Да, тоа тоа го држи. Време е за првата пауза да ја направиме за нашите пријатели што го поддржуваат тоа подкастот, ќе збориме малку и за политиката, односно дали во суштина не е само економско редефинирање и обидот на Америка да се врати на некои стари патеки, можеби веќе влегуваме во една студена војна 2.0, што јас сметам дека сме веќе влезени, каде што се дефинираат таборите, но за тоа после кусата пауза се враќаме малку и политика ќе свртиме, ќе по малку и Европската унија и на крај ќе зборуваме и за Македонија како да се постави и што можеме да очекуваме визави се во ова што се случува. Останете со нас, се враќаме по паузата. Колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Втора третина од подкастот, гостин Никола Поповски, поранешен министер за финанси, председател на собранието поранешен, исто така економски експерт, економиста, универзитетски професор, значи еден од луѓето кои што ја познаваат и политичката состојба во држава и пошироко, но исто така и економијата. Добар спој за да го направиме овој подкаст кој што се е посветен на царините што ги воведоа Соединетите Американски држави кон остатокот од светот, пред се кон Кина, но и кон Европската унија. Значи изборувавме во првиот дел што дали е нормално или ново ненормално и што можеме да очекуваме, но сега влегуваме во оној дел кој што мене исто така многу ме интересира и што јас сакам да го анализирам, дали се смени веќе драстично политичката состојба на светско ниво, односно после онаја глобализација влегуваме во нова студена војна, односно студена војна 2.0, бидејќи гледаме дека Соединетите Американски држави со воведувањето на тарифите праќаат и порака, дојдете кај нас да видиме кој сте, што сте, кои ќе ни бидат пријатели, у суштина директно одат против Кина, не против Русија. Русија веќе не е во игра како голема сила, и економски, па не и политички, но гледаме дека САД влегува во една директно отворена економска, но и политичка битка, која што почна пред 5 години на крајот од 2020, кога, например, Трамп забрани извоз на чипови, со оние напредни чипови кон Кина и со тоа у суштина прати порака дека ние нема да ви го даваме знаењето и високата технологија, бидејќи тоа е национална безбедност. Едноставно, што можеме да дадеме една слика за глобалната политика, господине Поповски? Па, прво вие ја нарековте нова студена војна. Не можеме да не знам како да ја дефинираме, но политиката на Трамп и на Америка, јас се трудам цело време да направам дистинкција дека не е политика на Трамп. Тој не дојде по собствена желба со овие идеи. Тој експлицитно ги објави сите. Тој кажа, например, дека ќе ја завршам војната во Украина за еден ден. Така. Дека ќе воведам царини. Значи, набројуваше се што сега се случува, но жестината, брзоплетоста на мерките, преку ноќ воведени сите одеднаш, не даваат резултати или ќе дадат лоши резултати. Светот можеби се движи кон чудна мултиполарност од типот Европа со Америка веќе очигледно ни економски, ни воено, ни политички не може се наречат во моментов стратешки партнери, иако е тешко да се раздвојат. Во Европа Велика Британија е веќе не само географски, туку и политички остров, која и ваму и таму инклинира. Дел е со Европската унија за безбедноста, за царините, дел е со Америка стратешки. Русија останува изолирана, не можеме да подцениме. 6000 боеви глави, нуклеарни боеви глави, така, и тоа е прва во светот по нив. Америка има 300-400 помалку.
затоа што Русија цело време ги смета британските и француските заедно како противтежа. И затоа има 300-400 повеќе од Америка. Она може економски да не е воена, да не е светска сила и било како, но територијално една шестина и воено е светска сила и тука не можеме тоа да го подцениме. Воената сила наметнува и друга сила секогаш во светот, така, владење со луѓето, со просторите и така. Кина изолирана станува голем фактор, здружена со БРИКС, особено со базичниот БРИКС. Кина, Русија, Индија и така натаму, стануваат еден и самостојни и поврзани регионални полови. Европска унија како да се изолира постепено, тоа сите го зборат и ако го кажеме ништо ново нема да кажеме дека и недостасува идеја, лидерство, така. Нова визија веројатно. Визија. И недостасуваат и луѓе. Европската унија, не сакам никого да критикувам, ја водат случајни луѓе. Мислам, од она представничка за надворешна политика Каја, 40 и нешто годишна жена, што не може да застане да преговара со Америка, со Кина и со Русија во името на Европска унија. Зашто они не ја прифаќаат како равноправна. Естонка, од нација со 1,5 милион, 2, што би рекол еден стар хазјаин од Стена, со колку дивизии располагаш ти за да разговараш со мене. Така Сталин има кажано, знаете за таа анекдота. Молотов му има речено на Сталин 40 година, папата реагира што ги анектиравме 3 балтички држави кои не се православни. И тој му одговорил, а папата со колку дивизии располага? Ако нема дивизии, што реакција е тоа? Не ја третираат за сериозна, така. Па дури председателката на Европската комисија, мислам дека така не остава впечаток на некој што може да разговара со нив. Не ја дури се случи во Турција пред 2-3 години. Ердоган ја стави на страна да седи. Да. Не ги почитуваат доволно, немаат тежина на политичари, на бекграунд. Може да се случи да се економски едни сојузи да постојат, политички други сојузи, воено трети сојузи и државите да се економски со едни, воено со други, политички со трети врзани по разни основи, додека ова не се расчисти. Тоа што се случува со НАТО, како поединечно најголема воена сила во светот, не држава, Така, организација. И тоа не треба наивно да го земаме. Јас сум уверен дека трансформацијата на која инсистира сега Америка од 2 на 5% е неиздржлива. Тоа го тврдам. Неиздржлива. Тоа може да се случи физички да се случи. Македонија да издвојува не сега 1,5-2, 2 имаме 5%. сега 2-1, да, така. Ама 1% од БДП е 160 милиони. 3 по 160 се отприлика пола милиарда годишно. Тоа значи ние во идните 5 години да одвоиме во идните 10 години 5 милиарди за дополнително, не 5 милиарди, дополнителни 5 на сегашниве. Па тоа, и гледате сега што почна да се случува. Мицотакис, премиеров грчки, напиша колумна во Financial Times и излезе со официјален став дека дополнителните од сегашните до 5% да излезат надвор од мастришките критериуми на еврозоната. Значи, ако треба за одбрана двоиме 5, а сега двоиме 2, сите да дадеме уште 3% плюс на дефицитот од Мастрихт и на јавниот долг од Мастрихт. Значи, веќе да не е 60, и ако сега е дефицитот до 3%, да можеме за воените потреби да биде надвор од тоа. Значи, 5-6% да стане дефицит. Па која фискална политика на европските држави ќе го издржи тоа? И ние не можеме да го издржиме? Значи, толку промените се брзи преку ноќ. Например, јас не можам да бидам Трамп, но кога би сакал да ги воведам овие мерки, би ги вовел во идните 24 месеци градуално на секои 5-6 месеци по една пропорција од дополнителното, за да пазарите се прилагодат, да реагираат, да се прилагодат увозниците и извозниците. Но како да не му е гајле за пазарите, за берзата, денеска, вчера се почна да се опоравува, например, европските берзи, например, се опоравија, ФТС... Не се опоравуваат, Горане. Растат, односно не се вратија се уште после падот, но... Падна и застанаа доле. Да, и сега одат по 1-2% нагоре. Па не одат 1-2 вчера. Видовте вчера што случи во Америка. Америка е уште по наше време да разговараме.
по нивно од 10, по наше од 4 отвори. Така е, да. До 9 саат беше позитивна. Растеше. Така. Меѓу 9 и 10 пропадна за 2% пак Да. сите три индекси. Така. И, Да. Значи, Но ФТС на пример заврши во позитивна, тоа е на лондонскиот индекс заврши во позитива, после падот во понеделникот, во вторникот заврши позитивен. Јас извадив едни податоци, кога сме кога веќе. Така. Да ви дадам некои интересни историски податоци. За крахот на берзите, на најголемите 4 краха на берзите во последниве 100 години, да ви ги кажам кои се. 1929-та, 89% е изгубено од вредноста на акциите. Тоа е големата светска депресија. Депресијата, така е. 74-та, кога е првата и втората нафтна криза и прекинот на златниот стандард на доларот, кумулирано све 48% во 74-та. Така. 2009-та, тоа е оваа последната финансиска криза, 57%. И последнава COVID, заради здравствени, 34%. 34. Значи, видете, 89, 48, 57, 34. Тука има сега две работи. Прво, огромни се падовите во една година. Второ, секоја наредна, веќе макроекономската политика стана успешна да се справува со овие удари. Ама треба да сакате да се справите. А не на контрацарини да воведувате 104%. Значи, тоа не е справување со мерки на економската политика. И сега ги извадив 5-6 индекси за последниве месец дена. Dow Jones минус 11. Зборам до денес. Так. Тоа е среда. Така, среда. Nikkei минус 14. DAX германскиот минус 10,3. Лондонскиот Financial Times минус 8. Македонската минус 10. Колку за компарација. Значи ние за месец дена, а тоа е ова мерките на Трамп, изгубивме 10%. Ако мерките застанат, може да се случи да остане на ова ниво. Ние да не гледаме дека паѓаат берзите, но се паднати. Една фирма што вредела милиарда, сега вреди 880 милиони. Так. И од тука оди натаму, па не е исто горе, не. Не е, но доаѓаме... Зашто, за разлика од личните имоти, кои имаат вредност, имам стан вреди 100.000, од утре вреди 120. Но јас не го капитализирам него, живеам во него. И нула да вреди на пазарот, мене ми ги дава потребните услуги што ми се потребни. Има употребна вредност. Кај фирмите не е така. Нивните биланси на состојбен успех се прелеваат во берзанските цени. Сега доаѓаме до клучното прашање што вие рековте нема логика, но мора малце да чепнеме во позадината. Трамп и американската администрација не се толку незрели да не знаат дека ќе имаше удар врз берзите, дека ќе се одразеше сето тоа на светската трговија. Дали сепак постои некој мастер план во позадина кој што сака да редефинира во одреден временски период за 6 месеци до година дена односите на светско ниво и после некако да ги вратат во нормала? Или ова е стварно едноставно тоа го ветив и одам имам поддршка политичка и одам со глава низ зид и ќе во еден момент ќе се сруши или зидот или главата? Па ја мислам дека е ова последно што го кажувате. Дека се жртвува Америка, го жртвува и останатиот свет во економска смисла, заради некои фиксации, дека ќе ја вратат, пак ќе го кажам истото, индустриската моќ на Америка од 60-тите и 70-тите. Индустријата веќе не е ни втора, ни трета важна економска дејност. Она е, како што кажавме, 5-16% од бруто домашниот производ на економиите, како американската. Другите 80% се во Америка битни. Битни му се, добро, тоа што е добро кај Трамп, удри по фискалниот дефицит. Значи, тој не се шали. Во Америка, знаете колку е јавниот долг во моментов? 32-3 Да, значи, 100 трилиони, 32 милиарди. 30, Американците викаат трилиони, ние викаме илјади милиарди. Да. Али тоа е во 100 и нешто посто од нивниот бруто домашен производ. Со тоа темпо тие не може да продолжат. И добро е што тој тоа почна да го прави. Жртви на тоа ќе има и негови гласачи. Тој отпушта цели сектори, така, крати се, USAID, Federal Department of Education и да не набројувам. Целосно ги уништува, а не вика дека Така и Министерство за образование не знаев дека во 60-тите години на кој е воведено во Америка, нема ни они претходно. Сепак го укина, имаше мислам. сега еден податок дека замислете Харвард 9 милиарди прима субвенции државни по разни основи и програми што сега му ги укинуваат. Значи 9 милиарди за Харвард, знаете што значи? Ќе го редефинира местото на Харвард во топ 5 универзитети во светот, ако им ги укине тие средства. Ќе направи структурни промени и не ги прави постепено,
Знаете како завршуваат кога постепено ги правите? Како македонските. Сега не сакам за колегиве мои сегашни и минати да зборувам погрешно да не ме сватат. Професионално разговарам, не лично. Знаеш како правиме ние? Ке дојде министер за финансии, ке начука дефицит 5, 6, 7% првите 2 години и после ќе донесе среднорочна програма дека до 2030 ќе се намали. Нема да се намали. Наредниот кој ќе дојде исто првите година 2 и сега ќе ја намалуваме и нема да ја намали. Трамп покаже дека ќе го намали дефицитот и го намалува и ќе влие на јавниот долг. Сега со овие царински привремени нови приходи што ќе се остваруваат, тој веќе се пофали 2 милиарди дневно, да. Добро, мислам овдоки, окей. Тоа е 700 милиарди годишно, само царини, тоа е голем износ. Тој ќе го подобри дефицитот и на начин што ќе ги напомпа приходите. Ќе ги намали расходите, значи дефицитот и така ќе го атакува. Тоа е добра политика, но тоа го прави по мој вкус пребрзо. Сите царини ги воведува преку ноќ, одеднаш по 30, по 40%, одеднаш 100%. Овие реваншистички царини се јас на Кина 34, они утре дента 34. Возврат 50 на 100 веднаш, па после 2 дена 104 станаа вкупно, така. Значи нема постепеност во тоа. Може да се случи цели сектори во Америка да се загрозат. Така, но спомнавте за образованието, односно еве Харвард го спомнавте, во суштина, можеби политичката релација Соединетите Американски држави Кина дојде до ескалација во оној момент кога Кина влезе во 4-тиот стадиум од реформите на Денг Сјаопинг, а тоа е после реформите во војската, во земјоделството и во индустријата, што ги постигна Кина како и гледаме во сите сектори има огромни успеси, значи огромни успеси на светско ниво ги има успесите. В 4-тиот сектор е тоа образованието, односно технолошкиот, да станат веќе лидери во технологијата, во техничкиот напредок, технолошкиот напредок и во образованието. Во суштина да го намалат јазот помеѓу Кина и остатокот од светот и да станат лидери. Гледаме дека полека срамежливо се појавуваат кинески факултети на топ листите, топ 20, например, ги има неколку што се престижни, се имаат пронајдоци, имаат голем удел, први беа што направија чип за 5G, значи го лансира па воведоа за Huawei, нели познатите царини па ја урнаа таа компанија, но генерално се добива впечаток она што малце следиме и малце политика светска што сакаме да следиме, се добива впечаток дека во оној момент кога Кина стана технолошки гигант, односно интелектуален гигант во светски рамки, дека Америка се почувствува загрозена и удри многу силно против Кина. Кина својата економска моќ и воена и друга не ја црпи на нивото на раст и развој што ја има, на нивото на развој што го има. Кина моментално по глава на жител е приближно со Македонија. Значи немаат повисок стандард. Така е, околу 12.000 Но проблемот долари. е што се тие концентрирани. Ако имате 100 милиони жители, 1.400 милиони жители, по глава на жител овие 100 се 100, ама овие се 1400. Вкупно земено. Сега во Америка вика извезува, не ги знам бројките, 30% по глава на жител она извезува помалку железо од некоја европска држава во Америка. Но концентрацијата е огромна. Сега таа концентрација во буџетот на Кина, државата е еден субјект во сите економии, како еден се третира, General Government. Она има моќ да ја концентрира, да ја пренасочува во технолошки, во индустријски, во земјоделски, во научни, образовни и тоа го прави. Значи она има моќ да концентрира. Сега да злоупотребам една минута, кога бев студент, Клюсев ни предаваше економски развој, професорот Клюсев. И тој ни кажуваше за нивото на производство на челик. И ние студентите му рекам, ама професор, они по глава на жител помалку произведуваат од нас, другиве. Значи по глава на жител. Тој рече да, но ако ги соединиш одеднаш сите тие ресурси и ги управуваш од еден центар, државата, тоа е голема моќ, што е точно. Така. Сега, ова е интересно. Кина тоа го употребува како и сите други. Така. Европската унија го прави тоа. Еве, сега ќе влеземе малце, ја почнавме Европската унија, Кина се задржавме, бидејќи ја мислам дека централната битка на Трамп е Кина, тоа се гледа и со царините од 104, но гледам дека не ја гали ни Европската унија. Влегуваме со Европска унија, затоа што дефицитот со Кина му е најголем. Да, дефицитот, трговскиот дефицит, така по обем. Само да за сите што не следат, 440 милиарди долари има извезено Кина во Америка, во
140-150 обратно е, значи некаде околу 300 милиарди долари горе-долу трговскиот дефицит што го има Соединетите знаете, американски Кина држави. традиционално во што го претвара трговскиот дефицит? Во обврзници купени од американските институции, пред се од Зошто тоа го Три. прави? па на тој начин го финансира сопствениот извоз во Америка. Како и да е, ова не ми е јасно сега. Како сега Извозот не се плаќа секогаш. Некогаш е со одложено плаќање, така. Так. Некогаш има 60 дена, некогаш му давате трговски стоков кредит за да ви го плати кога ќе Так. може и така натаму. Нема пари, вие му давате пари со тоа што купувате државни обврзници од Кина, од Од Америка. Му ги финансирате тие дефицити на можностите за плаќање во економијата. Значи И- нема пари за да увезе Америка и Кина вика еве ти јас пари тоа е, прек... ние неколку производи се во светот што треба да ги платите веднаш. Обично е плаќање покасно, така, особено помеѓу доверливите партнери. И сега купува врзници, вбризгува кеш пари во американската Купува индустрија. врзници и има прилагодено монетарната политика на Америка. Видете сега кога Трамп ги образлагаше мерките, во кинеските царини ги пресмета и ефектите од неприлагодениот јуан на светскиот Секаде пазар. го пресметуваше, да, Да. така е во три сега- елементи, 4 имаше. Сега ние не можеме тоа да го критикуваме, зашто и ние го правиме. Кој е главниот наш трговски партнер во светот? Еврозоната. Не Европска унија, Так, Еврозоната. зоната, така. Таму извезуваме околу 5-60%, односно размената ни е во Еврозоната. Така. Со оглед на таквата врзаност, ние го врзавме денарот со еврото, уште од пред 25 25. 24 години колку 25, но предходно и уште 3-4 години со германската марка, Така. што е истото. Зошто? Затоа што ја следиме судбината на тие што извезуваме таму. Ако таа оди нагоре во однос на другите валути, и ние одиме, но со еврото сме врзани. Така. Они го направија тоа со американскиот долар. Кинезите ја имаат својата национална валута, Фиксен курс со доларот. врзан курс со американскиот долар. И на тој начин, кога американскиот долар во однос на еврото и другите оди нагоре, оди и јуанот, кога оди надоле и надоле. Но во однос на Америка не се менува, за да не може со промени во курсот да ја зголемува конкурентноста на туѓиот пазар. Зашто секоја девалвација значи подобар извоз. Така. Сега за гледачите може с две реченици да го објасниме тоа. Да, интересно е ова, бидејќи одамна не сме збореле на вака Еве еден девалвации. прост пример да дадам. Прост пример да дадам. Зошто е толку важно? Еве, Еве, и на Македонија имаше такви обиди за... Ние сме една фирма Пари. Коран што произведува пенкала. Така. И извезуваме 100 пенкала во Грција за 100 евра. Така. Еврото кој ќе дојде тука, ние добиваме во банка, ги даваме 6100 денари, 6150 денари. И со нив плаќаме плати, струја, материјали. Ако денарот отиде на 71, еврото отиде на 71 денар, ние и понатаму ќе извезуваме 100 евра, но ќе ги внесиме внатре, ќе бидат 7100, а не ќе имаме значи девалвацијата обезбедува на краток рок до една година поголема извозна експанзија. И обратно, апрeciјацијата на денарот ќе предизвика намалување. Кина сега тоа го прави за да не може во однос на доларот да се измести, пошто извозот им оди добро. Во индустријските сектори, она не извезува високотехнолошки Так. и тоа што го извезува, каде што пишува Made in China, тоа е производ на Америка, тоа е телефони Apple, Так. тоа се компјутери Dell или HP, да не ги набројуваме така. Значи, и сега она го врзала. Смета Трамп дека кинескиот јуан е преценет. Така, треба Дека да... е подценет. Подценет. Треба Подценет. да се Треба дигне во и на вредност. тој начин, кој ќе извезат $1 во Америка, наместо да добијат 100 јуани, они дома ќе добијат 90 јуани. Так. Нема да им биде исплатив извор. Но тие тоа не го прават. И тоа имаат, мислам сега, објективно, имаат право да не го прават. И ние тоа го правиме. Така. Така. И он тој ефект го пресметува. Он вика курсот ви е преценет вас за толку и јас сега ќе ви го вградам во царината. И тоа го прави со сите. Со сите. Така. Плюс не ги прави колку што сватив. Јас ја видов формулата. Така, ќе ја збориме формулата. Формулата е невозможно да ја знаете, пошто она има таму 7-8 варијабли кои се обележени со ламде, а една ламда е цел модел. Значи, Еве сега време е за втората пауза, ќе се вратиме да финишираме, еве добро и моделот го спомнавме. Време е повторно за нашите пријатели кои што возможуваат да реализираме вакви содржини. Останете, мислам дека е интересен разговоров, бидејќи даваме едно поразлично светло кој што во јавноста се уште не се дебатира за релациите. Ќе се вратиме на методологијата како ни пресмета, но и Европската унија и Македонија, значи во третата третина. Останете со нас.
колку малку треба за една искрена насмевка, за да се случи магијата, за изненадување со супер подарок и за некому да го направиш денот со најубавите вести на светот. Инспирирај се од вкусовите кои не прават посрекни, повесели, подобри. Витаминка. Да, доаѓаме во третата третина од подкастот, значи во финишот зборувавме за политиките на Трамп, односно на Соединетите Американски држави кон остатокот од светот, што може да очекуваме, објасниве малце зошто девалвација, врзување со јуанот, со доларот, што значи зошто подцената и надценета валута во однос на друга, што значи во околу извозот, но зборувавме малце и за Европската унија, односно нејзината можност да се постави во светски рамки како сериозен играч, но првина ќе продолжиме со она што запревме пред паузата, тоа е за онаа формула за пресметување што нас никого генерално во светот не му е јасно. Еве, вие сте економист, господине Поповски, вас дали ви е јасна и што можете да ја прокоментирате, дали има некоја економска логика во тоа што пресмета Соединетите Мене не ми е Американски јасна, пошто ги немаме варијаблите. Јас ја видов физички како изгледа, но она има варијабли. Има ламда, има тета и така натаму, но што е сега тета е цел модел што они го имаат. Тоа што мислам е дека е даден налог политички на тие што ќе треба да воведат царини, да изнајдат методологија за да внесиме царини. Не им дал налог објективно, туку најдете оправдување за да им наметнам царини, пошто ги ветив. И точка. И така е формулата. Политичка одлука. Политичка одлука која економијата едноставно ја легализирала. Ќе го воведеме и курсот на јуанот и на денарот како фактор, така. Плюс не се пондерирани колку што видов царините. Не знам сега, македонските царини пондерирани во принцип се околу 1,5-2%. Значи, на вкупниот увоз во Македонија, а тоа е извозот на сите други земји од светот во Македонија, царинската стапка е 1,5-2%. Негде 0, негде 1, негде 5, но ако сме увезле милиарда, царини се платиле 20 милиони. Да. Тоа е 2% пондерирана сега, математски, статистички, не можеме да ја објасниме тука. Да, гледа. Значи, ние немаме царина, немаме заштитна, на нешто имаме 50%, но тоа 50% во нашиот увоз учествува со 1 промил. Така што Америка не ги пресметува така, колку што сватив, ги пресметува просечните. Вие имате царинска стапка од 60% на некои цигари сме имале, на некој земјоделски производ, што увезуваме 0, а имаме 1% на нешто што увезуваме 10 милиони. Он вика средна вредност е 30. Не е средна вредност 30, средна вредност ни е 0,1 таму. Така. Значи, они нашле начин да го оправдаат тоа што го сакаат. И нема бегање од тоа како, па тој го вети тоа дека ќе наметне царини. Тоа беше клучното ветување, ќе ги вратам работните места во индустријата. Америка почива на технолошкиот сектор, на знаењето, на економијата на знаењето, на услугите кои се човечки, ние сега го викаме, нели, човечки капитал. Човечкиот капитал, а не на производството на челики и автомобили. Автомобилите се, особено овие со внатрешно согорување. Па, тие се производ на 19 век, 20 век до сега веќе си заминуваат. Да, но Трамп како да сака да ги индустриите од 19-ти, тоа е значи челикот, индустриите од 20-ти, тоа е нафтата и дериватите, и високотехнолошките, вештачка интелигенција и микрочипови на 21-виот да ги обедини и да ги врати во Америка. Тоа се добива впечаток дека сака трите века да ги соедини во неговите мерки. Но види сега има и некое друго толкување, кое не е логично и не е рационално, а тоа е дека Трамп доаѓа од материјалното производство. Он се бави со градежништво и со имот. Градежништвото е третиот, негде да, негде не, но во принцип е третиот материјален сектор. Покрај индустријата, земјоделието и градежништвото во тие 20%, така. Он доаѓа од тој сектор и можеби него му е преокупацијата дека таму ја гледа економијата. Ако го прашате вие од број 1 до 10 најбогатите луѓе во Америка, тие гледаат во некој имагинарен свет на битови, на кванти и на дигитални, значи, а тоа му се од број 1 надолу освен Ворен Бафет. Овие сите други му се во технологичкал сектор, они што ги викаат, така. И претпоставувам затоа веќе почна да ги снемува полека од јавноста овие два тројца, кои сваќаат дека економијата се движи кон
некоја насока што е за средно развиените, индустријска, Кина, Македонија и така натаму, битна. Во Македонија индустријата знаете колку учествува? 18-19%, а само преработувачката индустрија 2-13% од нашиот домашен производ. Значи ние имаме други сектори кои го пумпаат бруто домашниот производ и особено вработеноста. Или земјоделието. Зборувам и на запад, особено во Македонија. Знаете колку често земјоделието во Македонија? 6% од бруто домашниот во производ. Америка мислам дека е 1. 1-2 нешто така. 1. Европската унија е меѓу 1 и 1,5, Англија е само испод 1, пошто надвор од Европската унија, Америка е 1 и така. Но таму учествуваат во тој 1% од бруто домашниот производ 1,5% од работната сила. Во Македонија за 6%, вака 23-та ние и 24-та ни се 1% разлика, 6 и 6,5 се. Но еве да земеме средна вредност, пошто климатските влијанија врз земјоделието се поголеми отколку на пример во овој сектор информации. Так. Тука временските прилики не влијаат. Така. Да речеме 6% е просечно во Македонија последниве 2-3 години. Знаете колку посто од работната сила ни е ангажирана во земјоделието? Па според статистика 11-12%. Так. Тоа значи дека точно дупло понепродуктивно ни е земјоделието од останатиот дел од економијата. Значи за 6% ангажирам 12% од работна сила. Епа, А овде за 1% во Америка и во Европа за 1 ангажираат 1,5. Так. Многу е малку, Так. не ангажираат 2 или 3. Так. Така, и кај нас земјоделието е страшно непродуктивно. Страшно е непродуктивно. Но ние некаков социјален вентил каде што обезбедуваме вработеност. Сега доаѓаме до моментот што може да очекуваме Европска унија, дали ќе употреби она што се вика економски нуклеарни бомби против царините на Трамп, односно да го удри неколку сектори меѓу кои што е земјоделството, да удри финансискиот сектор бидејќи извезува Америка финансиски услуги во Европа и да удри фармацевтските компании кои што исто така може да ги удри. Што може да очекуваме? Европа ќе има ли силен и јасен одговор и ќе покаже зрелост и водство или и они ќе преговараат и ќе се молат, што се вика на Бога, да се договорат за да не почне голема трговска? Прво, Европа во моментов има двоен аршин кон американските мерки. Прво преговараат како Европска унија, а второ преговараат индивидуално, што е страшно. Мелони отиде во Вашингтон, Мелони ли се вика? Италијанката, да. Италијанка. Што значи преговараат индивидуално, тоа ја руши нивната позиција. Значи, и како Европска унија едно бараме, но индивидуално ако може да се исчупаме ние од оваа гужва сега и така натаму. Европската унија во светот важи не за економски клуб, за социјален клуб. Значи, каде што имате социјална заштита од типот бесплатно здравство, пензиски систем, пензионерите во Европа живеат исто како вработените во Европа, вклучувајќи и Македонија. Имаме високо ниво на јавни расходи, 45, 50, 55% од БДП. Да речеме, Северна Европа е цела со 50 до 55%. Да ги наброиме. Финска, Шведска, Норвешка, Данска, Белгија, Холандија, Франција и така натаму. Германија скоро до 50 достига, тоа северниот дел на Европа. 55 овие нордискиве. Што значи, они живеат во еден лагоден живот во кој продуктивноста не име на прво место. Да беше продуктивноста на прво. Европа од 4 досега познати технолошки револуции. Прв пат е тотално во аут, во дигиталната. Она во првата индустријска револуција беше сама парната машина. Во втората беше со Америка, но сама моторите со внатрешно согорување и електрификација, струјата. Во третата со транзисторската индустрија, овие лампи што ги викавме порано, диоди, триоди, беше така. Дигиталната е изгуби, она е во аут. Сега со вештачка интелигенција скрос е во аут. Значи не може да фати чекор. И она ја губи продуктивноста. И она се држи на традиционални сектори од типот земјодели. Знаете вие дека Европа 100% од бруто домашниот производ на земјоделието го субвенционира. Произведува 1-1,5% и субвенционира уште толку. Значи и другите, и Америка субвенционира, но Европа субвенционира се. Америка има 2,5-3%, Јапонија, Кореја од БДП за научно-истражувачка работа, R&D, што ги викаме Research and Development, од кои 2/3 се на пазарна основа. Фирмите издвојуваат за истражувања. Microsoft има 10,000 вработени во нивниот R&D департмент. Одделот за истражување и развој.
од кои се 2/3 доктори на наука. По информатика. Па тие, од сабајле до вечер му е технолошки напредок некак, технолошка иновација, 10.000. Европа го изгуби тоа. Европа тоа го нема. И она сега се подпира на што? Субвенционирање на земјоделие, социјална политика со пензиите, редистрибуција на доходот кон сите. Тоа е вред, но не можеш да произведеш никаква нова технолошка револуција. Да, но доаѓаме до... Ние сме корисници на вештачка интелигенција во Европа. Так. Кина не е. Така, она Кина веќе има 2 так. Светски, овие Бајду и Така. Ама доаѓаме до прашањето, нели Deep Blue американски. доаѓаме до клучното прашање, дали Трамп вика, бе, субвенционирате вие и се надпреварувате со мене кој што не субвенционирам, кој што имам генерално пазарна економија, на пример, сето. Вие државата стои позади вас, па ќе ви ставам сега царини бидејќи не сте пазарно ориентирани. Едноставно да ги казни, да ги натера да бидат пазарно. Значи, до сега сите се однесуваат според правилата кои меѓусебно ги согласуваме. А тоа е Светската здравствена организација. Трговска во овој случај. Се извинувам. Да. Лапсус лингва што се вика. Да. Трговска. Светската трговска. Светската трговска организација во овој момент е клинички мртва. Таа не постои. Значи таму имате систем на најповластена нација, не можете на другите посебни мерки, сите во системот мора исто да се никој никого не третира више. Но тоа да го направи Македонија ќе биде веднаш на светската. Кинезите поднесоа до ВТО, World Trade Organization, поднесоа приговори за наметнати царини кои се вон од договор. Но више никој не слуша. Кога таткото на светот не ги почитува, никој не почитува. Така. Мислам, тој што ги смисли. Така. Тоа често го користи Русија сега со Украина. Постојано упатува на исклучоци за територијален интегритет на некои држави, во соседство го имаме тоа, како за него молчите. Така. Сега, доаѓаме Европска унија, еве сега што може да очекува? Вчера во Босна беше високиот представник Каја. Него Кала, како се кај? Не го запикасив тоа. Знам само дека Додиче го Таму кажа дека го нема да дозвола да се нарушува уставот на Босна. Што имате инаку нелегитимен представник, колку што знам, именувано неа надвор од мандат е на Европската унија. Ај сега да бидеме ние како Венс, а во низината Европска унија во Романија уставот што се случува? Да, страшно. Значи... Мислам, и што може да очекуваме? Ќе се справи ли Европа со Америка или бидејќи ова е многу важно за последното прашање за Македонија, позицијата на Македонија во сево ова кој што сме мали, но сме врзани со Европската унија. Видете, либералната трговија во светот не ја измисли ни Кина, ни Африка, ја измисли западниот свет. И теоретски ја образложи. Дека либералната трговија е win-win ситуација за сите. Таму каде што имате компаративни предности, вие произведувате, кај што имаат компаративни предности во овој не се клима и не знам што, туку се работна сила, капитал, знаење, технологија и така натаму. И на тој начин функционира таа теорија 1821 од Давид Рикардо. Ние од нив ја учиме, не они од нас, од американците, од англичаните, од англосаксонско. Сега се испостави дека тие, кога им падна продуктивноста и слободната трговија ги загрозува во производството на автомобили, челик и да не набројувам, текстил, за Америка ќе се врати текстил на произведува, од Виетнам, од Непал ќе ја врати назад, нема шанс. Почна да метнуваат царини да се заштитат. Но тоа е погрешен правец. Тоа може на краток рок, месец, два, три да даде некој резултат, година, дена и после да се вртоглаво да се сврти против нив. Ние го имаме тоа искуство. Социјалистичките земји почнаа со царини да го бранат своето производство. Тоа ние викаме infant industry или детска индустрија се брани во младата фаза додека да зацврсти. Ама немаш ти после 10 години да вика уште ми треба заштита, си требал да созрееш, да се бориш. Не верувам дека оваа концепција ќе издржи. Не е возможна. Сега прочитав податок дека еден клип на автомобил што се произведува во Америка, клип, како се вика, клипови ли се вика? Клипови, да. Србите го вика карика, го знаеме како по тоа и некој клип така. Не, клип, ова цилиндри, да, клип. Да не сгрешам некој технички термин, не ми е јака страна. Целото, значи клипот целото. 12 пати поминува, 12 пати поминува граница. Помеѓу Канада, Америка и Мексико. 12 пати и го дадоа патот. Алуминиумот се произведува во Америка.
па како се трансформира само на преработка од Канада во Америка и во Мексико 3 пати оди. Клипот на доработка, на една доработка, втора и 12 пати минува граница пред да се вгради во автомобилот. И тој што го пишува вика, кој на кого му воведува царини во овој случај. Значи, толку е светот глобализиран и испреплетен, што ваков адхок интервенционизам преку ноќ, драстичен, не верувам дека може да го исправи светот. И не случајно берзиве паѓаат. И дали ние треба да ќутиме и да чекаме? Во економијата, само што ова, во економијата имаме флуктуации, рецесии, имаме индикатори кои доцнат зад нив, значи, откако се случи рецесијата, после некој фактор, да речеме вработеноста, не од почеток, после, но имаме индикатори кои се предходници, авант на рецесиите. Берзанските индекси се клучниот. Ако тие почнат да се движат надоле, предвестуваат рецесија. Тие почнуваат да реагираат пред да дојде де факто рецесијата. Ја искрено да ви кажам, мислам дека светот и Америка, светот може би во целина не, но Америка и некои други држави некаде во третиот, четвртиот квартал од оваа година ќе влезат во, може би не во рецесија, но во негативен квартал. Ако им се задржи уште еден квартал, ќе биде рецесија. Но Трамп има за тоа изговор. Јас не го напаѓам, да се разбереме. Разговарам, дори симпатичен ми е во начинот на кој разговара. Анализираме ова. Комуникацијата негова и така натаму. Тој кажа дека ова што сега го прави е операција на многу болен човек и дека не можете да се така тој го кажа тоа. Не можете да очекувате дека пациентот ќе биде после операцијата одличен. Тој му треба месец дена да закрепне, но после тоа ќе бидеме добри. Тоа го кажа за берзите. Пошто нема подобар индикатор од берзите. Ако берзата паѓа, економијата оди надоле. Значи, тука, видите, берзата и акционерското друштво, како форма на бизнис организација, се 2 од 3-4 најголеми достигнувања на либералниот капитализам и на пазарната економија. Знаете кој ги има измислено, да речеме? Холандија. Така е. Значи, акционерското друштво и берзата се продукт на холандската економија уште од пред 300 години. Значи, тие прво сватиле дека не можам ја цела фирма да ти ја продам. Можам да ти продадам некое парче. Се како ги претвориле во акции, финансиски и продаваат во 2 децимали. И сега со нив да тргувам како на берзата, значи берзата не е измислена, не почива на берзата и на акционерското друштво попуст од целата западна економија. Ако тие се рушат, ја не верувам дека тоа е, па добро паѓат. Во првиот мандат Трамп секогаш кога нула ќе поминеше некој берзански индикатор, например, не знам, S&P 3000 бил 2900, 3000, тој ќе одржаше пресконференција. 3000 стана, па после 3500 стана. На нулите ги во мое време рече 20.000 стана Dow Jones. Еве го сега, значи не е тоа занемарливо. Така. Сега што да правиме ние како Македонија, да чекаме, да ќутиме и да се молиме Европска унија да се договори со Соединетите американски држави, или мораме конечно да отвориме малце очите и да гледаме и на други страни како да преживееме, бидејќи има пазари што Македонската растат. трговска соработка со Америка е занемарлива. Не, збориме за со Европска унија, бидејќи ние сме со Европска. Значи, ова меркиве, премногу владата дава мерки, дава соопштенија кои се политички, дека ние ќе направиме не знам што. Ние разменуваме со нив 200-300 милиони. Да речеме, првиот производ наш е кондензатори автомобилски, за овие класични. Првиот производ во размената. Ние во Америка не извезуваме ни еден од нив. Но се што вградуваат тие каде што ние извезуваме, оди и во Америка. Значи, индиректниот удар ќе биде кон нас. Особено ова со автомобилската индустрија. Јас мислам дека еднаш пред 2-3 години во ваша емисија на Алса тоа го кажав, дека доаѓа време кога автомобилската индустрија што ја развиваме во Македонија, односно делови за автомобилската, ќе ни стане товар околу вратот заради трансформацијата кон електричните автомобили. И сега ова е само дополна на тоа што се случува. Значи, се заглавуваме и создаваме еден сектор кој целосно ни зависи од странство. Од технологија, од знаење, од увоз, од извоз, од менеджмент, комплетно е зависено странство. И ние практично, нашата влада не може ништо тука да направи. Буквално може да разговара, сега еден мој колега рече, умно, да оди да разговара со нив за да знаеме што не чека, ништо друго. Значи, не можеме да влијаеме на тоа.
И тоа е една добра лекција, значи да развиваме сопствена автомобилска индустрија или странска директна инвестиција која Македонија никакви ефекти технолошки и други нема. Ги снабдуваме со јогурти со заштитни одела, ништо друго. И струја и вода и Струја и да, работна сила Така. нормално. Зборувам за материјалните Така. производи, ништо. Нема концентрични кругови на спило на распространување на Влијанието. ефектите, да. Македонија мора тешко е сега да се разговара на овој начин што ќе правиме ние. Ние сме затекнати како и сите други. Со Европската Унија перспективите ни се влошуваат за ние сега немаме само еден проблем веќе со Европската Унија, уверен сум во тоа, само бугарскиот проблем, така. Дури Мицковски сега пред некој ден рече, ние со Америка преговараме, со Европската Унија не преговараме. Тоа се го бележат тие. Да не сме наивни, ако јас сум го забележал, па што прво мораме да дефинираме дали сакаме во Европската Унија прифаќајќи сите неизини лоши работи или не. Европската Унија дефинитивно има многу лоши работи. Членувањето во сојузи е тешко. Еве гледате, ние бевме 2005-2006 на 2% од БДП, во времето на владата на Груевски паднавме на 1,2-1,1, рекоа, па што ќе не одбрана? Градиме спортски сали, ќе даваме субвенции. Сега не вратија на 2, ама сега веќе во Сојузот никој не ве прашува. Ако речат 5, ние немаме моќ таму, нема моќ ни Појаките земји, еден само ја има моќта. Сега нели имаше еден состанок, рекоа дека американците рекоа дека 5% е кондицио sine qua non веќе, за да ние сами си ја браниме сопствената сувереност. И тоа членство има такви удари. Ние не можеме да се трансформираме на 5%. Или ќе направиме голем дефицит, а дефицитите ни се нас економски проблем, не ни се само одбранбен. Јавниот долг ќе ни расте, ќе го сервисираме, има проблеми, не го средуваме фискалниот сектор. Искрено да кажам, ај нека ми се земи и за зло, не сакам да се мешам во политика, но водењето на економската политика е јас во владата не гледам шеф на економскиот сектор. Колку што гледаме Мицковски. Нека не ме свати ни тој ни другите погрешно, но тој не е квалификуван за тоа. Значи треба да има квалификуван чиф економист. Кој му е подпредседател за економија? Кој ги координира? Министеркава за финанси. Па ја мислам дека е незабележлива во цел свет, тие се сега главните што кажува. Трето, го нанесовме институционален удар. Знаете кој ни е нас за надворешна трговија? Ова што ние го разговараме денес. Тимчо Муцунски така и неговиот заменик е ваш колега. Така е. И проблемот е што не можам да ги договорам да ми гостуваат на оваа тема, мислам за тоа на одворешната трговија. Ја еднаш два пати ги гледав на телевизија. Они се, еве повторно ќе се извинам, не се компетентни да разговараат за темата. Зашто нив надворешната трговија како дел од економијата има нешто со што како јас да се бавам со мотор со внатрешно соборување, не ги разбира. Така. И сега таа институционална промена оттргнување, затоа што на тој начин ќе сме ја подобриле ние со надворешната мрежа. Еве подобрија да те видам сега. Значи сега е проблем институционалниот капацитет. И мислам дека таму треба сериозно да се размисли, нека си земат они кадри од ВМРО или од ВЛЕН, не е тоа спорно, не други кадри. Нивни со кои ќе може да се разговара, се идеолошки блиски, но кадровски треба да се знае која води економската политика. Мислам дека сега никој не ја води. И настанува дисторзија. Не се контролираат буџетските односно фискалната политика недоволно се контролира од страна на владата, во кој правец се движи, дали се свесни во кој правец се движи, така. Структурните политики, така. Има. Сега последно прашање завршуваме. Само што за ова емисија еден податок. Повели. Рутински кој вака ги гледам секојдневно, но гледате што се случува кај нас, например, во услови кога сите се плашиме од економски кризи и така натаму. Бројот на ученици во основно и средно образование лани и оваа година. Бројот на ученици во основно се намалил од 182 на 180.000. 2000 помалку. Ги заокружувам бројките, тие се до последното, така. Но бројот на паралелките се зголемил за 100. А бројот на наставници во основното образование се зголемил од 18.800 на 19.400. За намален број на ученици имаме зголемен број на наставници, односно сега имаме 19.400 наставници за 180.000 ученици. Во просек на еден наставник нема 10, има 9 ученици.
Па тоа ли се реформи во образованието кај нас? Каде се движи? Што е образованието? Стана институт за социјална грижа за невработените со струките од образование? Или во средното образование, 14-15 средното образование, бројот на ученици се намалил од 67.200 на 67.100, останал ист, бројот на професори пак се зголемил. И сега, на 7.000 професори имаме 67.000, односно, повторно имаме на помалку од 10 ученици. Ние, значи, имаме образовен сектор, да не зборувам сега кои перформанси ни требаат, ние само го пумпаме со сместување на луѓе кои немаме кај да ги вработиме. Ние имаме превработеност. Лажни ни се стапките за 11-12% невработеност во моментов. Имаме еден огромен дел во земјоделието, непродуктивен, до 12% што ни варира, огромен сектор. И во државни институции имаме толку многу превработеност, што и тоа е предмет за размислување. Ова е нова емисија, ова е нова анализа. Каде ќе одиме на овој начин? Бројот на ученици надоле, ние дојдовме во Македонија, па гувернантите во Бекингам имаат по 9. Значи имаат 7, 8, 9 ученици кои ги учат. Ние сме во јавно образование. На еден професор 9 ученици, во средно и во основно. Ја не знам што се случи. Ги гледали некои овие бројки? Размислували сега кога издава нови вработувања Министерството за финансии? Тоа е прашање на кое што ќе треба да одговориме. Отворивте тема која што ќе треба да се обработува. Значи пред очи ни се случува. Тоа што вика има поговорка, вика ние ја гледаме трагата цело време кај ни е пред нас, не можеме да дигнеме погледот да видиме дека мечката е пред нас, не трагата да ја следиме. Ова мечката пред нас, ние трагата ја бараме. Така е. Последно прашање, веќе времето саат и кусур, само една работа. Очекувате стабилизирање во догледно време или влошување на економската состојба и на глобално и на локално ниво? Значи и на светско и во Македонија. Што се вашите предвидувања? Во 2025 во која сме, не предвидувам подобрување, не предвидувам ни стагнација на постојно ниво, верувам дека ќе дојде до влошување. Тоа е краткорочно. Ако нешто се редефинира, ќе има шанси да видиме што понатаму, но ако се продолжи со ова и наетлива политика од сите страни, не гледам во кој правец ќе можеме да создадеме ситуација во која светот ќе оди напред. Па, дали приметивте дека Марк Рубио пред 3 дена кажа дека уште 2 недели со Русија имаме намера да преговараме и доколку не престанат да ги одбиваат нашите предлози, Трамп нема намера понатаму да преговара, ќе продолжиме со санкции. Па, значи, тоа го кажа тој сега на НАТО. Значи, уште 2-3 недели не им даваме ни месец дена. Значи, тие таму испорачале take it or leave it. Како и со Кина, како и русите не прифаќаат, војните действия продолжуваат, и ако не успеат за месец дена, се откажуваат. Тоа може да отвори многу други проблеми. Со Украина, Европа ли ќе се справува со поддршка воена и секаква? Не знам што ќе се случи. Значи, како можете да предвидите? Никако не може никој да предвиди. Така. Значи, непредвидливо е. А 26 што би можеле ако продолжи се? Повторно до ова ќе зависи. Ако нешто се подобри, се седне на преговарачка маса, се бараат излезни решенија, да, но ако се преговара со соопштенија меѓу Вашингтон и Москва за војната, со соопштенија меѓу Вашингтон и Кина за тие му викаат 34, ние 34, овој вика 50, односно 104 од утре. Тие не се ни сретнале. На тој начин, ако се продолжи целиот свет како што се движи, ја не знам каде ќе завршиме. Така. Значи, не оптимистички го завршивме. Па нема услови за оптимизам. Така, добро, ја најмногу би сакал да биде многу подобро. Океј, ќе видиме кога времето ќе покаже, се надевам дека ќе утнеме ние прогнозава, но реалноста веројатно ќе биде на страна на професорот Никола Поповски. Само да за одијава да спомнам зошто јас многу сакам да разговарам со него. Тоа е ја предвиде инфлацијата, предвиде многу работи во едни други емисии, во друг медиум кај што бев. Значи, она што во 2020-2021 мислам дека беше, предвидовте што го чека светот и со околу јавните долгови и околу инфлацијата. Значи, тоа што го зборевте вие, тоа се ефектуираше, ајде да речеме, после 6 месеци до година дена, нешто што никој не го предвиде во тој момент. Вие го предвидовте инфлацијата и поскапување на парите за да се сервисира јавниот долг. Тоа беше во емисија кај мене, бевте гостин, и од тогаш многу внимателно следам што пишувате и што зборувате, бидејќи таков
погодок јас во македонската економија одамна немам видено. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од овој подкаст. Се надевам дека и во некоја наредна прилика ќе дојдете. Ние сме отворени за убави паметни дебати, така што сметаме на вас дека ќе бидете гости повторно. Благодарам на поканата. Тоа беше се гледаме.